Колешке Калевска-Ванчова, јас го слушав вашиот говор, меѓутоа очигледно после репликата на Дејанчо и начинот на кој што отпочна дебатата, истата излезе од контрола и мислам дека вашиот говор беше ист, само малце завиен, како говорите што ги имавме ние, меѓутоа, за жал, обвинителот Јовески не слуша 2 дена тука како разговараме и како дебатираме и не одговори на ниту едно поставено прашање. За жал, не ви одговори ни на вам на поставените прашања, не ни одговори ни на нам поставените прашања. Затоа, почитувана колешке, да донесеме заклучоци. Она што го предложивте вие, да донесеме заклучоци и доколку не може да постигне или еве мисли дека ќе се одолговлечи оваа комисија, почитуваниот јавен обвинител Јовески, нека ги достави одговорите во писмена форма. Овде денес се поставија многу прашања, се отворија многу дилеми. Уште од првиот ден поставуваме прашања за прислушкувањето во јавното обвинителство. До денес одговор не добивме. И вие ја поставивте дилемата. Поставивте уште неколку 2-3 дилеми вие. Постави дилеми колегата Бојан, постави дилеми колегата Дејанчо. Предходните денови зборуваа и Ковачки, зборуваа и Александар Велјановски. Сите поставивме одредени прашања. Дајте тие прашања, сите да ги преточиме во еден материјал, на кој што сите како комисија ќе се потпишеме, доколку некаде се повторуваме, ќе ги срочиме во исти, значи во одреден редослед како што оделе, истите ќе ги потпишеме и во интерес на јавноста, ние како пратеници, застапувајќи ги граѓаните на Република Македонија, бараме од обвинителот Јовески да ни каже дали се откажале ваквите истраги, дали не прибавиле одредени докази, во која фаза е постапката, не мора да ни издаваат податоци кои што би наштетиле на понатамошна постапка. Меѓутоа да ни кажат во која фаза се наоѓаат овие истраги. Бидејќи до сега транспарентноста, која што кажувате дека е подобрена и да, подобрена е, имаме ние впечаток дека е исклучиво за одредени предмети. Заради тоа што кажувате како можеме ние да знаеме одредени податоци за постапки кои што сте во тек. Меѓутоа јавноста на самите постапки во судниците е таква што новинарите имаат право да бидат присутни на самите рочишта. Тие излегуваат со деталите, а ние кога пребаруваме за скандали во изминатиот период за да се спремеме за денес, за оваа комисија, сами излегуваат. И тие сами, и обвинителот Јовески кога гостува во телевизија, кажува дека одредена постапка е во тек. И после 4-5 години, или има истражна постапка, после 4-5 години ги гледаме материјалите и гледаме дека ние ништо немаме слушнато за тие такви предмети. Дали случајно или намерно одредени предмети се заташкуваат. Тоа е наша заедничка интенција. Секојдневно слушаме како одредени лица кажуваат одредени податоци. Па дали ова обвинителство воопшто постапува под допрен глас? Еве, например, јас, значи, ве поддржувам во тоа што го кажавте, за прв пат можеби имавте критички осврт, меѓутоа дали некој од обвинителството слушна, јас не знам. Треба да го запрашаме обвинителот Јовески. Меѓутоа, слушаме и прашуваме цело време дека има одредени индиции за одредени за потенцијални предмети за кои што обвинителството молчи. По допрен глас, досега, почитувана колешке, требаше можеби, или еве да прашам, зошто јавното обвинителство не отвори истрага за притисоците, уцените и заканите на пратениците кои што гласаа за промена на името.
Никогаш не се отвори досега ова прашање, а минатата недела имаше еден бивши пратеник на телевизија и јавно кажа дека да, некој му се заканувал и му правел притисоци да гласа. Зошто обвинителството никогаш не отвори оваа ваква постапка? Понатаму, еве, например, минатата недела видовме дека потпредседателот на нашата партија излезе со еден податок, а во исто време не беше негиран, дека оној кој што 61-виот кој што избега од гласање на тој ден, кога требаше да собереме 61 гласи да се бутне оваа незаконска влада, оној на кој што срцето му беше во Брисел, бил во одредени службени простори и тоа на премиерската вила. И истиот тоа не го негираше. Еве, например, да прашаме зошто јавниот обвинител по таков допрен глас не отвори една истрага. Тоа беше многу познато во јавноста. Кој направил притисоци, кој направил состаноци, како некој се предомислува за една ноќ. Понатаму, по допрен глас, јас и вчера на седницата во едно отворено писмо почитуван Јовески поставив многу прашања кои што доколку сакаме да тргнеме напред и да направиме одредени реформи во судството, мораме да ги одговориме, бидејќи реформите не можеме да ги почнеме од сега и да се преправаме дека ништо не постои во минатото. Значи, треба да се свртиме и да видиме изминатите неколку години каков е текот на работите и да ги отвориме сите тие прашања и истраги и предмети за кои што ние мислиме дека се заташкани, заскриени и неотворени, и тоа со причина. Еве, например, министерот за правда изминатиот период си даде за право јавно да даде изјава со која што се мешаше во работата на судството. Министерот за правда, поранешниот министер за правда. И тоа беше осудена од целата правна фела. Ова не смее да се случува во една нормална држава. Министерот за правда не може да се меша во работата на судиите и да има било какво влијание. А од друга страна, не само што го направи тој тоа, дури и кажа како и кој гласал за одредена одлука. Што одлука е тајна, што значи дека никој тоа не може да го знае, доколку не се вртеле телефони. Ако бевме нормална држава, во исто време, ако за еден предмет слушнавме дека некој се меша и тоа јавно излегува на Фејсбук, во медиуми го кажува тоа, тогаш можете ли да замислите што се случува за предметите за кои што никој ништо не слушнал? Можете ли да замислите, ало, министерот како функционирал? Господине Јовески, доколку сакавме да бидеме правна држава, досега требаше да ги соберете телефоните на сите такви функционери. Да ги соберете и да видите каде тие вртеле и дали имале одредени притисоци. Затоа што ова е од значење за нашата држава, за правдата, за темелите кои што сакаме да ги поставиме. Меѓутоа, ние рушиме све и ќе кажуваме дека од утре ќе биде нешто нормално. Секој ден имате пресконференции на кои што се вадат и документи, се кажуваат скандали, се кажуваат корупции, се кажуваат одредени криминали или индиции за сторени криминали од луѓе во власта. Зошто не излезете и кажете кои се функционерите кои што во актуелната влада имаат истрага или предистрага, како што го правевте во минатото или некогашното СЈО излегуваше на јавни медиуми, односно излегуваше на пресконференции и јавно кажуваше за кој има одредена предистрага или за кој има истрага, за кој ќе има обвинение. Кажавте дека актуелен
член на владата имал истрага. Кажавте дека некој вработен во министерство или не знам, на една ваша телевизија и ваше гостување ги кажавте овие информации. Кажавте дека за одреден обвинител исто така има. Зошто не ги оддалечите од функцијата? Истото го направивте и со Катица Јанева. Оставивте да функционира еден извесен период во јавното обвинителство, за отпосле да кажете дека таа има обвинение, истрага и така натаму. Откако ќе ги сокрие доказите, откако ќе помине долго време, исто и со Рашковски, исто и со многу други. Дали имате оддалечено некој обвинител од вршењето на неговата работа? Тоа е ваша законска надлежност. Затоа, колешке, тука е нашето согласување. Прашањата кои што се поставуваат треба да се одговорат. Нека одговори обвинителот со да, не, има, нема, ќе се постапи, немаме надлежност и така натаму. Заради тоа што извештаите кои што ги гледаме статистички. И се согласувам со вашите констатации. Дајте и ние да го видиме тоа што го гледа обвинителот. Председателот на Советот на суди председателот на Советот на јавни обвинители беше тука минатата недела. Кажа дека нема надлежност во поголем дел од законските надлежности кои што му се ставени во закон. Обратете се на колешката контрареплика. Имате говор после, ќе му се обратите на јавниот обвинител и ќе ви одговори. Вие немате право да се мешате во мојата реплика. Јас се приклучувам на сите овие работи. Значи немате право да ми се мешате на репликата. Како ќе ви одговори кога после имате говор? Има право да одговори кога сака, може да одговори, писмено може да одговори. А зошто ме прекинувате? Немате право да ме прекинувате. Што сакам, јас ќе зборувам од оваа говорница. На крајот од денот се држам, не зборувам за земјоделие. Ајде ли продолжи. За земјоделие или зборувам? Очигледно на некој нешто не му одговара тоа што го зборуваме овде, меѓутоа или некој е многу нервозен од денешнава дебата. Значи, бидејќи кога ќе изгуби мислата човек, после е полесно, еве, тоа ви беше вашата интенција. Значи, на крајот од денот гледаме дека еве и дел од владеачката партија се согласуваат со немањето на одговори од ваша страна. Ќе направиме заедно едни заклучоци доколку постои навистина волја, колешке. Се надевам дека ќе гласате за истите. Заклучоци за тоа што бараме од јавниот обвинител, прашања на кои што бараме одговори и се надевам дека во најбрзо можно време ќе се стави рок, а во исто време и во извештајот кој што го доставувате до нас, тоа ми беше на ум, во извештајот кој што го доставувате до нас, да бидат доставени представките кои што се доставуваат против обвинители во Советот на јавни обвинители и кои што Советот на јавни обвинители ги доставува до вишите јавни обвинителства и нема повратно дали некој нешто постапил по тие представки, а се однесуваат за работата на јавните обвинители кои што се во рамките на тоа вишо јавно обвинителство. Истото што го кажа колешката, треба да ни дадете одредено резиме или одреден преглед, за да можеме да видиме ние по колку представки воопшто постапиле вишите јавни обвинителства со некакви дисциплински мерки или заради непостапување од страна на обвинителите, дали некој нешто постапил. Ги прашувавме овие прашања и на председателот на Советот на јавни обвинители и рече дека тој добива само извештај со кој што кажува колку постапки се покренали и не се покренали. Дајте да видиме од над 200 представки за работата на јавните обвинители во Република Македонија, зошто 99,9% на истите се одбиени. Така да,
се согласивме делумно со вашите констатации, ги дополнуваме истите дека не е задоволителна работата на јавното обвинителство и треба секогаш да се трудиме да биде подобро од тоа што е, бидејќи со политичките прогони, со политичките притвори, кои што и вие ги спомнувавте, нема да бидеме ништо подобри. Ако гледаме како било претходно и да продолжуваме со исто темпо и дури засилено, не е тоа резултат и не е тоа начин на кој што ќе се подобри работата на јавното обвинителство. Ви благодарам.